Темава за можеме да поразговараме, да не е само соопштенија. И мислам дека е добро да знае македонската јавност дека една од основните причини зошто цената на стамбениот квадрат во неколку скопски општини во остатокот од државата е релативно коректна, е ваква каква што е заради хистеријата која што вие и вашите прокси коалициони партнери ја создавате. Имено, во Македонија во моментов да се донесе детален урбанистички план се смета за поголемо злодело од да се убие човек на улица. Се пресметуваат метри квадратни, профити, кој стоел позади тоа, кој бил собственик и така натака. И заради тоа, во центар не се носат планови. Јас се ви кажувам како министар, не и подпишувам, заради хистерија што имате создаено. Во Карпош не се носат планови, во аеродром не се носат планови, во кисела вода во урбаниот дел не се носат планови, во Гази Баба овој делов кој што е према Изгејт исто, кој што е по урбан исто така не се носат планови, во Чаир не се носат планови, заради хистеријата која што имате вие создадено. Пробавме да олесниме за хотели, и тоа пак бевме внимателни, велиме само ќе важи за оние кои што не се градски хотели. Значи, за во град пак оставаме оваа ултра комплицирана процедура. Хистерија кревате по медиуми. Што е проблем хотели да се градат во Македонија? Сеа олеснуваме за маркети, затоа што сам зборувате дека инфлацијата галопира, дека цените на храната отишле нагоре. Свесни сме дека има олигопол од неколку ланци на маркети, ги казни Комисија за заштита од конкуренција, менуваме правилник со кој што правилникот возможуваме побрзо да оди урбанизацијата, со цел да можат да се градат нови маркети и да се создаде конкуренција. Еве имаме најава веќе од 2 големи ланци, Лидл и Шпаро веќе се тука. Вие повторно соопштение денеска пуштивте, па сте ме измонтирале мене, премиерот, на оној што ве формираше, и сте ја ставиле во позадина сликата на тој кој што ве формираше. Јас малце подолго сум во политика и прашајте го Димче Апасиев како сте формирани. Јас се ви кажам. Со директна материјална подршка од Сашо Мјалков, кој што сега го обвинувате за градење на хотел во Охрид и дека ние не сме го спречили. Прашајте. И која ви беше улогата во 2015 година? Да ја рушите шарената револуција, овие што ја правеа. И сега правите монтажа и на таа слика не обвинувате зошто полесно во државата ќе се градат хотели надвор од градови, надвор од национални паркови, надвор од заштитени подрачја, надвор од заштитата на УНЕСКО, зошто полесно ќе се градат во држава, па да молиме ние да дојдат инвеститори. Затоа што тие хотели носат пари, носат вработувања, за да не се иселуваат младите како што пишувале на 28 години, носат туристи и носат пари. А овие маркетиве кои што ќе влегуваат носат поевтини цени, затоа што сега не јас, Комисија за заштита на конкуренција, кажа дека има картелско здружување. Затоа што производител цената што ја дава пута 3 доаѓа на полица, затоа што маркетите му бараат за улестување толку, за флаер онолку, за акција толку и така натака и така натака. Па се донесе законов, еве да слушне и министерот за економија, за добри трговски практики, почнеа да регистрираат пиар агенции и маркетинг агенции надвор од државава, па таму се ги тераат производителите да се рекламираат. И затоа ги правиме овие измени, ама паралелно, вие, вашава политичка партија, крева хистерија и узбуна во однос на урбанизацијата. И многу едноставно е. Се учи на прва година на економски факултет, а економика се учи и на правен факултет, значи вака е прилично расширена како предмет, како се формира цена. Цена се формира кога ќе се пресечат понудата и побарувачката. Сега не може ние да имаме голема побарувачка, мала понуда и цената да е ниска. Тоа е невозможно. А за да имаме поголема понуда, треба хистеријава која што ја водите да ја прекинете. Еве, се кандидавте за градоначалник на Скопје. Како планиравте градов да го водите со ваква хистерија? Даноци кој ќе плаќа? Буџетот како ќе се полни? Или лесно ја се